Наоѓајќи се во петокот од Светлата седмица, источен петок Балаклија, православната црква го чествува споменот на животоприемниот извор и на преподобниот Исак Сирин. Животоприемен извор или источен петок Балаклија, петокот од Светлата седмица. На овој ден се празнува обновувањето на храмот на Пресвета Богородица во Цариград, наречен живоносен извор поради чудотворниот извор со вода што се наоѓа во него. Си споменуваме и за многуте чуда што се случиле во тој храм на Божјата мајка. Првиот храм врз изворот го изградил византискиот император Лав Велики и го нарекол изворот животодавен извор, зашто таму била објавена чудотворната благодат на Пресветата. Подоцна во негова близина велелепен храм изградил и царот Јустинијан Велики, затоа што по милоста на Богородица нашол исцеление за својата болест во чудотворните води на изворот. Со времето храмот пострадал во многу земјотреси, па затоа царевите Василий Македонецот и неговиот син Лав Мудри го обновиле. Во 15-тиот век царскиот град паднал во рацете на муслиманите. Прочуената црква била уништена, а градежниот материјал бил употребен за изградба на џамија на султанот Бајазид. Местото каде што порано стоела црквата затрупано, а околината била претворена во муслимански гробишта. Турската стража им забранувала на христијаните не само да се собираат на тоа место, туку дури и да приидат таму. Со текот на времето, забраната станала не толку строга и на христијаните им било дозволено да направат малечка црква на тоа место, која неколку пати доживувала трагична судбина. За времето на владеењето на султанот Махмуд во 1835 година е изградена и осветена црквата, која и сега е таму. По молитвите на Пресветата Богородица и преку нејзиното застапништво од водите на изворот и денес се случуваат многубројни чудеса. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи.
Преподобен Исак Сирин. За овој светител пишува свети Григорий Двоеслов. Во Италија дојде во готско време и во градот Сполетан еден ден влезе в црква. Го замоли еклесијархот да го заклучи внатре и да го остави во црквата и преку ноќта. И така ја помина цела ноќ неподвижен на молитва. Исто така и утредента и наредната ноќ. Еклесијархот го нарече лицемер и му удри шлаканица. Но во истиот миг полуде и падна на земја. Гледајќи го колку се мачи, свети Исак дојде над него и во тој миг демонот побегна од бесомачениот, та еклесијархот оздраве. Слушнаа луѓето за овој настан и целиот град притекна кон овој необичен тугинец. Му нудеа имот и пари, но тој одби се. Ништо не прими и се повлече во шумата, каде што си направи келија, која што потоа се претвори во голем манастир. Исак беше познат по чудотворството, особено по дарот на прозорливоста. Еднаш навечер тој им нареди на браќата да ги изнесат мотиките во лозјето и да ги остават таму. Утредента тргнаа со браќата кон лозјето и понесе ручек. Монасите се чудеа што ќе име таму тој ручек кога немаат работници. Но кога стигнаа таму, имаше онолку луѓе што копаа колку што беа мотики. Овие луѓе беа западнале во лозјето како кратци, сакајки да ги украдат мотиките, но силата Божја ги натерала да копаат цела ноќ. Друг пат дојдоа двајца мажи, речиси голи, да бараат облека од светиот Исак. А тој испрати еден монах до едно шупливо дрво покрај патот и му рече да донесе што ќе најде таму. Отиде монахот, најде некои облеки во дрвото и ги донесе. Игуменот им ги предаде овие облеки на питачите. Тие длабоко се засрамија, зашто ги препозна облеките кои што самите пред да дојдат ги беа сокриле во истото дрво. Еден човек испрати 2 кошници во манастирот. Монахот што ги носеше кошниците, едната ја скри, а другата му ја однесе и му ја предаде на игуменот. Светителот му рече: внимавај на враќање, во онаа кошница што ја остави покрај патот, се вовлече змија отровница. Чувај се да не те касне. Благослови